воведуваме, а тоа е дека Министерството за здравство ја ажурираше есенцијалната листа на лекови и во неа првпат се ставени лекови за одвикнување од пушењето и контрацептивните средства, а тоа се трансмедалните фластери и никотинските гуми за жвакање. Целта е да се зголеми нивната достапност во нашата држава, да бидат препознаени од јавноста, исто така од фармацевските компании за нивната потреба, да се користат и да може автоматичните лекари да ги препишуваат истите. Паралелно, како што знаете, работиме на системско зајакнување на овој сегмент преку новиот предлог закон за заштита од употреба на производите од тутун или сродни производи, со законско решение кое е усогласено со европските норми и регулативи, исто така овозможуваме долгорочно унапредување на заштитата на јавното здравје во нашата земја од овој аспект. Според резултатите на Институтот за јавно здравје, од истражувањето во 2023 година во соработка со Светската здравствена организација, Тим Институт, Министерството за здравство, дури 45,4% од возрастната популација се изјасниле како активни пушачи. Исто така, истражувањето кое што го правевме во сите училишта на деца на возраст до 16 години, исто така покажува висок процент. Процентот е значително над европскиот просек над регионот на Светската здравствена организација кој изнесува 25%. Дополнително загрижува и фактот што пушењето кај нас во голема мера се смета за општествено прифатлива појава, а само 17% од граѓаните во Македонија изразуваат неодобрување кон пушењето.